Ако јазикот е нашата татковина, тогаш е вистинска дилема колку ја почитуваме штом во јавниот дискурс. Тие што треба да видат нејзини бранители користат фрази кои татковината не ги препознава. Долгогодишниот северен притисок врз него е доволно гласен аргумент дури за приврзаниците на тезата дека тој е нечи дијалект да предупредат, дека дури и самите не внимаваме на неговата нега. Зборувајте македонски, инаку ќе побарам симултан превод. Добро, сега да не ја популаризираме дебатата. Не сме во Србија. Македонски јазик е како кој се службен изразува, јазик. Читувајте го македонскиот јазик. Зашто се уфрлаш во спор? Зашто Затоа што нема недела дена во добро. Македонија. Тоа е српски јазик. Значи, една недела по подпишувањето Една на недела, договорот, така. Во таа насока се организираат фолклорни средби на кои божам за подигнување на квалитетот се изведуваат ново компонирани ноти. Но за жал со полуписмена лесна текстуална содржина, која освен познатите бела, црна и жолта, гради и некоја досега непозната категоризација на луѓето. Ако кон тоа се додаде и тоталното отсуство на слух, се засилува впечатокот дека дури ако им се дозволи да настапат, изведувачите може треба да размислат за плейбек варијанта. Ја видовте ли она песма што се пее да не ви иде на YouTube? Гоцевата раса искате аве високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Тоа е страшно нешто. Контекстот на популарните ноти е за сериозна државна дебата и за себе преиспитување, а не за митингашки паролизам, и тоа никако со светии на нацијата, која по признание на новата аквизиција се напојува од патриотска вода, ама не од извор, туку од канал, до кој таа се слева со отварање на партискиот вентил. Имам впечаток дека станува збор за канализирано граѓанско движење веќе. Партијата се јавува како партија која го канализира револтот и отпорот на граѓаните кон тоа што го прави актуелната власт. Може да се премеруваат аргументите за тоа колку ваквиот притисок врз членството и симпатизерите е резултат на реалната потреба од искажување на револтот или има внатрешно политичка употребна вредност, но на една од страните, како дополнителен тек, се надодава прецизниот став на тие кои природно би требало да немаат против антивладина кампања. Заради протест не е наша политика. Нема зошто да се организира протест? Па во моментов ние не гледаме причина. Сепак, секој очите треба да му бидат отворени од и некој изгледа поседува карактеристики кои будат сомнеш дека е можно да се исчекори во насока која би представувала скршнување од долги години истапканата рута. СДСМ влезе на територија каде што порано се движеше само ВМРО. Знаете дека Љупчо Ѓорѓевски се сметаше порано за бугарофил. Сега Љупчо Ѓорѓевски како мало дете во споредба со некои други наши представници кои што ги развиваат тие. Еден од нив е господинот Зоран Заев, односно премиерот Зоран Заев. И на крајот, за сликата да биде целосна, мора да се даде одговор на прашањата кои нормално ја мачат јавност. На секој нормален македонец мислам дека му е несватливо дека било која влада би преговарала дали Гоце Делчев е бугарен или македонец. Подкрепяте ли договора за съседството между България и вече Северна Македония? Се што може да биде позитивно и за двете страни, по двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепяме. Хипотеките од минатото не смеат на оптоваруваат сегашноста. Ама за залогот, во кој сега некои ги ставаат сите, само за да си осигураат собствената иднина, сепак ќе биде платена превисока камата.